Технологијата eye tracking, односно следење на движењето на погледот на читателот кога посетува веб страница за вести, наметнува одредени стандарди за пишување и графичко презентирање на содржините за онлайн медиуми. Стандардниот начин на читање, скенирање на текстот на веб, според eye tracking истражувањата, е во форма на латиничната буква F. Читателите прво прават хоризонтално движење со поглед преку горниот дел од содржината, правејќи ја долгата линија на буквата F. Потоа со погледот одат малку подолу по страницата и прават второ хоризонтално движење, покривајќи покус простор отколку со претходното движење. Втората долна линија од буквата F. Конечно, читателите ја скенираат левата страна на содржината со вертикално движење на погледот. Ако нешто им го привлече вниманието, скенираат во форма на цик-цак, се задржуваат на линкови, наслови, графици. Повеќе ги читаат насловите, отколку што ги гледаат фотографиите. Многу помалку го скенираат долниот дел од веб страницата. Еве неколку совети како да ги задржите читателите подолго на вашата веб страница за вести. Најважните поенти од содржината на текстот, клучните информации, пишувајте ги во насловот, поднасловот или интрото и во првите два параграфи од текстот. Користете цитати и поенти со заградување или заднина во боја. Болдирајте ги важните зборови и фрази. Линковите се особено важни за онлайн пишувањето вести. Пишувањето куси параграфи по правило повеќе ги задржува читателите на текстот. Кај онлайн читателите поголемите фотографии привлекуваат повеќе внимание од малите, како и фотографиите на кои има ликови. Довербата е најважна за веб страниците на вести. Од тие причини треба да се намали со промотивен стил на пишување со многу субјективни тврдења, слогани и други елементи што генерираат недоверба. Читателите имаат време да прочитаат најмногу 30% од една просечна веб страница и логично е да прескокнат се што не е суштинско. Затоа, пишувајте кусо, јасно и разбирливо. Тоа што можете да го пренесете со слика, аудио или видео, не мора да го пишувате со зборови. Не заборавајте дека е тотално неетички за да ги намамите читателите и да го зголемите бројот на кликовите, да пишувате наслови без суштина од типот. Еве што одлучи владата за покачувањето на платите во здравството. Внимавајте на дизајнот на веб страницата и не го менувајте често. Не претарувајте со поставување реклами на местата каде што читателите очекуваат содржини и информации. Дознајте повеќе како да го задржите читателот на вашата веб страница за вести на medium.edu.mk.